Поштована колешка, рековте дека со политиките кои што ги спроведува оваа влада сериозно се приближува кон задолженост на земјата до 60% од бруто домашниот производ. Не е така, затоа што државниот долг е 38,4%, а јавниот долг, според последните информации од Министерството за финансии и официјалните институции, изнесува 46%. Тоа е многу далеку до она што вие го проектирате. Меѓутоа, знаете што? Од кога оваа власт почна да ја практицира власта, се е транспарентно, јавно објавено, нешто што не беше пракса во времето кога вие бевте на власт. Ние немавме информации ни за елементарни податоци како број на вработени во јавен сектор во администрација. Тоа се првите бројки од кога оваа власт дојде да практицира власт објавени официјално. Понатаму не ги имавте објавено ниту долговите на општините. Ова власт дојде и со посебна мерка обезбеди отплаќање на 50% од долговите на општините за да се деблокират и да се овозможи непречено функционирање на истите. Вие го направивте проектот Скопје 2014, меѓутоа не го исплативте. И сето тоа се долгови кои што актуелната власт ги наследила и кои што ги менаџира. И сега јас ќе продолжам таму кај што претходната колешка запре околу градежните активности за железницата. Значи, прв пат, после 15 години, е деблокирана сериозно работата во изградбата на железницата Куманово-Белјаковце. Беа изградени за 15 години само 23% од оваа железница. Според како се одвива динамиката на работите, оваа прва фаза од пругата што ќе оди од Куманово, Белјаковце, Крива Паланка граничен премин ќе биде завршена и пуштена во употреба веќе во пролетта. Она што е важно да знаат македонските граѓани е тоа што оваа власт успеа да обезбеди 2 гранта за изградба на втората фаза од 68 милиони евра и тоа е од West Balkan Investment Fund, значи грант од 68 милиони евра за втората фаза, а за третата фаза е обезбеден грант од ИПА кој што изнесува 60,8 милиони евра. Истовремено, покрај изградбата на овој дел од пругата што оди од Куманово кон граничниот премин со Република Бугарија, изградена е и пругата од Битола до Кременица кон граничниот премин со Грција. Тоа е пруга која што во должина од 16 км и за оваа пруга се издвоени 21 милион евра. Од тука тезата дека ништо не се гради и не се прави не е точна. Во делот на загадувањето, односно борбата против загадување и здрава животна средина, времето ми дозволува да споделам со граѓаните само една мерка. Обезбедени се 40 милиони евра за бесплатни екоинвертори за домаќинствата во најзагадените градови, во Скопје, Тетово, Битола и Кичево. Ова е прв пат да се донесе ваква мерка со цел да се намали загадувањето во овие 4 граѓани. Благодарам.